Ова е Македонски корени, а со вас како и секоја сабота, така и денес, се вашите домакини, јас Бети Треновска и колегата Јон Треновски. Во наредниве неколку минути ќе поразговараме со долгогодишниот уредник и водител на емисијата Гласот на народот, како и долгогодишен новинар господинот Слободан Томик, со кого во овие моменти колегата Јон Треновски се обидува да воспостави видеолинк. А верувам дека и нашиот гостин е веќе со нас. Многу ми е чест и задоволство. Така, во наредниве неколку минути ќе поразговараме со господинот Слободан Томич, уредник и водител од емисијата Гласот на народот, кој веќе го имаме на линија. Господине Томич, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добар ден, добро утро. Прво, почитувани мои македонци, да се слушаме, ја ве слушам. Се надам дека ќе биде добар разговорот и тонот од Македонија. Денешниот ден велика сабота, спроти големото Христово воскресение 2020 лето Господово. Задоволство и чест ми е што сум гостин на една најубава и прекрасна емисија која се вика Македонски корени. Верувајте ми, ова е голем предизвик за мене што сум ваш денешен гостин, гледајќи ја од десната страна чат листата, дека цела Македонија од ни светот е собрана и избрана токму на оваа фреквенција. Да сте ми живи здрави. Да, да сте ми живи здрави. Господине Томич, добро ви утро и од мене. Причината за нашиот краток разговор денес е поднесената иницијатива до председателот Пендаровски за да ги помилува македонските уставобранители од 27 април кои лежат по затворите во Македонија со изречени драконски казни од преку 200 години. Кога го поднесовте барањето и кој се стои за ваквото барање? Вако што ќе благодарам за поканата и да бидам гостин на овој голем христијански ден спроти велика сабота спротив Христовото воскресение, кој сите за жал ова 2020 лето Господово ќе го прославиме дома, но има и зошто, те речам и по Божја промисла е се тоа. Задоволство е да ве гледам вас двајца, овој прекрасен тим Бети и Јон, кои навистина ве ги споделувате вашите чувства, вашата се македонска енергија до сите македонци ни светот. Од десната страна го читам чатот дека цела Македонија е збрана токму на овие прекрасни фреквенции кои се викат македонски корени. Прашањето е многу добро, а ќе бидам искрен дека, како што реков, денеска ги поканив сите мои верни пријатели на Facebook, а тоа се околу 5000, колку што е лимитот, а повеќе од тоа не слушат и не гледат сега преку овој Facebook портал. И ќе бидам среќен на денешен ден велика сабота, заедно со мен да го поддржиме отвореното писмо за ослободување на затворените осудените за настаните на 27 април 2017 во собранието на Македонија, упатено до председателот на Македонија. Иницијатива за отвореното писмо доаѓа по барање на семејствата на затворените, како и сите граѓански друженија на Македонија низ целиот свет. Тоа беше повод токму Гласот на народот и граѓанскиот форум, чиј председател сум јас, да бидам искрен, во барањето на семејствата да поднесеме на иницијатива. Јас сепак се јавив кај мојот драг пријател, председател на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, и го замолив да застане за ова наша иницијатива, наше барање, и да поднесеме на отворено писмо до председателот доктор Стево Пендаровски, да го стори тоа безусловно, тоа подразбира ослободување на сите затворени и осудени за настаните од 27 април во собранието на Македонија. Реков, барањето официјално го поднесовме на 2 април, поточно пред 16 дена, преку архивата на председателот на државата, како и можам да нагласам дека председателот Стево Пендаровски е фан и е пријател токму на овој портал, чии собствен сум ја, а се исти вие сте мои пријатели, значи верувам дека го гледа и председателот Стево Пендаровски овој разговор. Од тука би му упатиле порака навистина да се повика на барањето на семејствата. Поточно ќе
Поздравам иницијаторката, тоа е една внука на големиот бранител Ацо Тошта, кој е осуден неправилно и неправично, тоа е Катерина, која даде и замоли во името на незиното семејство бидат ослободени сите затвореници кои се речиси повеќе од 200 години затворени, осудени за тој немил настан 27. април 2017, кој според јавното мислење е сепак измонтиран и нечесен и неправичен однос. Господине Томик, дали имате добиено до сега писмен или усмен одговор од председателот Пендаровски и секако доколку сакате да ја подсетите јавноста на лицата кои се осудени со колку години? Да, добро прашање, да бидам искрен, јас по упатувањето на отвореното писмо ја информирав и фирмирав ОБСЕ како една од првите меѓународни организации или поранешен КЕПС во Македонија. Со големо задоволство го примија писмото и ветија дека ќе се произнесат. Исто така, ексклузивно тоа го соопштувам, дека по Великден ќе понесеме официјално барање до сите амбасадори на Европската унија во Македонија, вклучувајќи и амбасадата на Соединените американски држави, каде ќе ги известиме за отвореното писмо до председателот на државата. До денеска не сме добиле одговор од доктор Стево Пендаровски. Да бидам искрен, во инбокс како негов пријател, кој чечам пријател, бидејќи доктор Стево Пендаровски беше гостин на Гласот на народот и ќе го подсетам на прекрасната емисија која реализиравме со мојот колега Љупчо Гајдов, каде што Стево Пендаровски немаше влакно на јазикот за сите неправилности и неправичности во државата, дека треба да се веднаш изолираат, односно да се решават на еден најправечен начин. Со оглед дека верувам дека доктор Пендаровски е татко на нацијата и дека ќе го слушне гласот на народот. Ќе го слушне гласот на семејствата, на затворените и веднаш, ако не успеавме до Великден, веднаш наредната недела ги ослободи браќата кои се затворени. Дозволете ми, ако можам да ги прочитам при имињата на затворените, а тоа се една група од 20 македонци, како што реков, кои се на еден најнепринципни, кои наместо да бидат со своите семејства толку сабота, тие се во Занданите и Александар Јаневски Тошта, осуден на 13 години затвор, Игор Југ осуден на 12 години затвор, Јане Ченто осуден на 15 години затвор, Горан Чангеловски осуден на 12 години затвор, Александар Василевски осуден на 8 години затвор, Младен Додевски осуден на 12 години затвор, Владко Трајковски осуден на 15 години затвор, Оливер Поповски осуден на 13 години затвор, Оливер Радулов осуден на 10 години затвор, Душко Лазаров осуден на 15 години затвор, Мунир Пепич осуден на 15 години затвор, Митко Пешов осуден на 15 години затвор, Митко Чавков осуден на 18 години затвор, Никола Митревски осуден на 15 години затвор, Абдул Фета Алими осуден на 7 години затвор, Николче Димитриевски осуден на 10 години и 6 месеци затвор, Коста Делов осуден на 10 години затвор и 6 месеци, Оливер Ошаковски осуден на 10 години и 6 месеци затвор и како што спомнав, Александар Јаневски Тошта осуден на 13 години затвор. Дозволете ми ве молам, почитувани брети и јон, само за да соопштам една не секојдневна порака на браќата кои се во затворите. Еве, како што реков, неговата внука на ташта Катерина ни испрати историја за Ацо Ташта. Тој е еден од најнаградените одликувани, еден од најдобрите спортисти во бивша Југославија, кој не дозволи крвопролевање, истиот не дозволи да се уништи Македонија, дека останатите кои ги отворија портите на собранието на Македонија, овозможи народот да влезе и секако да го бранат уставот. И тоа што ова порака што ја добив директно од браќата во затворите, велат дека како ќе моите синови сега големи мажи, освен најмалиот кој има 10 години плачеше за неговиот роденден, зашто не ме пуштаат, вели Александар Тошта.
Исто така вели дека Игор, Мартин, Бојан, Александар, Дамјан, Керками, Елена, внуците Дарко и Јоана ме очекувале, како и децата и фамилијата на Јане Ченто, внукот на Ченто, кој исто така бил осуден и лежел во Скопскиот Идризово, кој се борел за независна, суверена и прозападно профилирана Македонија. Ова е најнепринципилниот начин македонци кои се бореа и се борат за македонската иднина да бидат и лежат во македонските зандани. Ова ние во времето на Турско, кога бевме 5 века под нивното робство, не се случуваше на македонецот. Имам уште едно прашање. Имате ли подршка и одобрување за ваквиот чекор од сите осудени, бидејќи знаеме дека дел од нив се изјаснија дека не сакаат помилување, туку сакаат да докажат нивната невиност, бидејќи не сакаат во нивните досиеја понатака да им стои дека се осудувани или амнестирани? Добро прашање со оглед на информациите кои допираат до мене и од останатите кои не сакале и не го признавале ни овој суд, ни ова пресуда, кога ја прочитаа дефинитивно ова големата лага, превара, да речеме, секој случај за настаните од 27. април, дека е се тоа измонтиран случај, дека дојде само до промена на уставот, промена на името, прифаќањето на Преспанскиот договор и се тоа што беше задкулисно организирано, оркестрирано, верувам дека и тие очекуваат дека ќе преовладува разумот, рациото на председателот Стево Пендаровски и веднаш ги ослободат. А потоа тие ќе освојат своите права во судот во Страсбург, очекувајќи ја сега пресудата од Врховниот суд на Македонија. Народот оценува дека знаеме како работи, како се организираат во Врховниот суд во Република Македонија. Дај Боже, по трет пат чечам, дај Боже на велика сабота да провладува рациото на македонските суди и да бидат ослободени од прангите и од притисоците од политичките субјекти и да донесат праведна пресуда и ги ослободат и ја прифатат нивната ревизија. И се надам дека начинот на однесувањето на политичките партии понесат исто така поддршка на ово отворено писмо и се консолидираат сите заедно. Верувам дека граѓанската иницијатива и вие како македонци од диаспората ќе продолжите натаму. Македонските корења и вашата емисија е вистинско огледало и душата на македонците. Еве ви посакувам пријатно расположение во ова велика сабота, дочекувајќи го големиот христијански празник, торжество на торжествата Христовото воскресение, да го дочекаме во една мирна, релаксирана и христијанска атмосфера во нашите домови, во нашите семејства, посакувајќи што поскоро и брачата кои се во македонските зандани наредната недела веќе да видат на слобода. Бите ми живи и здрави, благодарам многу што ни дозволивте, ни дадовте простор во оваа прекрасна емисија и се надевам, Јон, Бети, дека ќе ги подсетиме сите, особено председателот, дај Боже и пред 2 мај да ги ослободат. Ако не, ние тоа ќе го стариме секој месец, односно секоја дата на 2 од месецот, дека тоа мора да се стори. Така, ви благодариме господине Томик за споделениве информации, а еве токму го спомнавте и нашиот предлог до вас. Добро би било еднаш месечно да го подсетуваме председателот Пендаровски за оваа иницијатива, се додека не ви даде одговор за таа цел. Рековме, ви стоиме на располагање со вакви јавувања овде на Македонски корени на истиот начин да вршите притисок врз председателот Пендаровски. Задоволство беше вашето учество во Македонски корени, господине Томик. Секое добро до вас и до вашата фамилија и во оваа време на изолација и превенција од COVID-19. Во пресред на приквечерието на најголемиот наш христијански празник, да ви е честито Христовото воскресение и да ви дава се што е ваша желба. Ете, почитувани слушатели, Facebook следбеници, го проследивте разговорот со нашиот соговорник Слободан Томич, а сите вас ќе ве поздравиме, а ќе ја искористиме и песната на Елена Георгиева, молитва за Великден, да се помолиме во името на оние кои што лежат по затворите, да ги чува Господ и да им дава здравје и се разбира да ги ислуша молитвите и да бидат ослободени што поскоро.
нека ги ислуши молитвите, желбите ни се големи за помош, но желбите на уставобранителите уште поголеми почитувани во оваа време на дочекот на Христовото воскресение, кога треба да бидат со своите најблиски. Нека им е на помош престојниот ден и ним, и вам, почитувани, и на сите оние кои во моментов се борат со коронавирусот, но и било каква друга болест или неволја, да се смилува Севишниот Бог и да ги услиши молитвите на сите нас и не избави од секакво зло и искушение. Живееме во време кога повеќето народ се ништи, се угнетува и уценува без почитување на човековите права и желби на слобода и слободно определување. Така, одиме со песна. Поздрав до уставобранителите и до сите вас. Сакам да те допрам како и кога. Сите звезди како свеќи да ги запалам. Да склопам раце нежни коза молитва и да клекнам среде црквата. Мили Боже, ти си всемогън, што да сторам паќе велиде. Твој е мојот први последен, прати ми го пак на овој ден. Dobro. Zahvaljujem. No problems. There's no problem.